Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е безбедносниот експерт, професор доктор Александар Нацев. Добре дојде. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите. Александар, симптоматично на токму и околу овие стодена влада се засилија наводите за наводна дестабилизацијата. Тука сме, команданте, спремни сме, сите тие работи што ги слушавме. Како гледаш на овие акти, некои ефтини финти за членство или сепак нешто повторно се планира и случува во Македонија? Па се сеќавам дека пред неколку отприлика 2 месеци ти бев гостин и ја разговаравме ова тема, бидејќи уште тогаш почна да најавите дека би можело нешто да се случува. Сега гледавме денес дека излезе и некој потенцијален датум, нели, почеток на ноември, колку би можело да се случи. Некакво излегување на приврзаниците на Дуј на улица, но сепак се уште нема ништо конкретно. Има едно видливо тоа бустање, нели, насилие и охрабрување на членството, бидејќи видите, тоа е нормална ситуација кога сте во опозиција. Не можете да легнете и да се правите дека сте мртов, мора на некој начин да покажувате живост, да покажете дека сте тука, сепак сте на теренот, играте нешто, пробувате, тренирате да направите. И сите овие најави можеби се токму баш тоа малку охрабрување на членството, излегување од таа постизборна летаргија. Нели, некои нивни функционери веќе гледаме дека се и под закани за кривични пријави, некои веќе ги имаат добиено, нивните функционери веќе кои што беа, да не заборавиме, долги години на власт, веќе не се на функција и сега мора да има едно премостување на тој целиот процес, да се свестите дека сте во опозиција и да почнете да градите, да бидете конструктивна опозиција и да почнете да градите наративи и да смислувате проекти кои што, нели, потоа би ги презентирале пред гласачите, пред граѓаните, дека да не заборавиме, очекуваат локални избори следна година, да успеете нешто да убиете или да го задржите тој резултат кој што сега го имате на локално ниво. И токму во таа насока мислам дека ова актуализација сега на тие протести. Имаше, нели, најави дека ќе биле насилни протести, ќе било ова, ќе било она, ќе се барало, не знам, уставен поредок, почитување на договор, дека тие протести ќе бидат силни, ќе предизвикаат политичка криза. Сега не гледаме такво нешто, нема некоја, како да кажеме, радикализација на тие барања. Се уште ние не ни знаеме кои барања ќе бидат испорачени на тие протести. И токму затоа мојот заклучок е дека ова е само, нели, еден начин за актуализација, за повторно појавување на политичката сцена и ајде да речеме не мобилизација, туку подготовка за мобилизација на членството. Дали во она што го спомна и ти лежи зајакот, буквално кажано во оној уплав страв од одговорноста за сиот оној криминал кој што беше сторен и кој што сега полека преку сите оние ревизии што се одвиваат во институциите, во министерствата, излегува на виделина, еден начин да се каже тука сме, во превод ќе правиме бели, не чепкајте, оставете не да бидеме таму каде што сме и да не одговараме за тоа што треба да одговараме. Делумно тоа, делумно и затоа што се уште не се направени рокади на сите функционерски позиции. Се уште има директори кои што се од ДУИ или од СДСМ или од нивни коалициони партнери. Им се остава, ајде да речеме, простор и време на овие кои што веќе се разрешени, кои што веќе се сменети, да најдат начин како да се помират со тоа одење во опозиција, бидејќи тоа одење во опозиција после 20 години сигурно не е многу лесно, сега конкретно за ДУИ, истото и за СДСМ, бидејќи тие мислеа дека ќе останат на власт многу подолго. А веќе се, ајде да не речем се шпекулира, туку веќе полека излегуваат информации и по медиуми и по социјални мрежи дека се направени одредени ревизии во голем број на министерства и органи на државна управа, каде што се забележени сериозни, ајде како да ги кажеме, ајде да не се злоупотреби, нели, да не ги квалификуваме, туку дека е направени сериозни грешки во работата. Како ќе завршат тие грешки, дали ќе завршат со кривични пријави или не. Сепак има истражители, има обвинители, има МВР кој што сето тоа треба да го докаже, да го стави на хартија и да направи, да одлучи дали ќе има обвинение или не. Но со мрежите за злоупотреба се веќе многу гласни и многу јасни, особено во 2 или 3 институции каде што, еве да се изразам со отворено, се правило рашум. Ова ми од разговори со луѓе кои што веќе се назначени како ново поставени функционери, директори на одредени институции, кои што кажуваат дека таму е затечен немалте хаос, тотален хаос. Не ти се малку контрадикторни од една страна, ДУИ започна силно при самите избори кога го видоа резултатот, имаше најави веднаш на Али Ахмети за дестабилизација, за да потоа се повлече
не само што се повлече, туку ги гласаа сите можни закони, да не речем како попчиња што веди народот. Дали таа конструктивност беше можеби последен обид да им влезат под кожа на ВМРО за да ги вратат онамо каде што сакаат да бидат на власт, бидејќи од една страна се толку конструктивни, а од друга страна имате сега нели повторно чизмите на таванот, тука сме команданте, денеска имаше на Ахмети изјави, ние не сме резервна гума и ние албанците сме господари на оваа земја и така натаму од една страна, а од друга страна во собранието секако гласачка машинерија за потребите на власта. Против која што зборува. Да, таа реторика која што се користи, пак ќе повтораме за охрабрување и за мотивирање на сопственото членство. Во однос на нивното политичко функционирање, да не заборавиме дека ДУИ имаше сериозни проблеми уште пред избори, дека имаше раслојување на внатрешните структури на ДУИ, дека имаше голем број на функционери на ДУИ кои што прво излегоа како фракција, подоцна некои останале, некои се вратија. И евидентно е дека нешто таму не е како што треба. Евидентно е дека има повеќе струи во партијата, дека секој влече на своја страна, дека можеби наочигледно дека секој сака да се заштити, ајде да кажеме да не одговара за она што го правил, дали што не го правил. И можеме да очекуваме дека во следните неколку месеци тој вртлок на наративи, на реторика, на идеи од ДУИ ќе се зголемува, се додека не настане една стабилизација. За да настане таа стабилизација потребен му е токму ова. Значи настан протест, како да го наречеме, не знам, собир, како да го наречеме, протестен собир, каде што ќе се види на дело силата на ДУИ, дали на вистина, колку сте, што сте, колку луѓе ќе дојдат на собир, какви пораки ќе се упадат, нели многу важно. Како ќе помине целиот настан или од безбедносен аспект, дали може да се очекува одредени немири, одредени судири и така натаму. Значи, токму во таа наска, токму затоа се овие најави, овие исчекување, да речем, значи се доведува општеството во едно исчекување што би било, како би било, што се планираат, како планираат. И затоа, со самото тоа му се дава и внимание на ДУИ и му се остапува место во медиумскиот простор. Значи, тоа се едни од целите, нели вие кога се подготвувате за да направите, да речеме, своевиден камбек. Тие не се отпишени скроз политичката сцена, сепак освоија голем број на партијници, се уште имаат во голем број на општини нивни градоначалници, но ајде да видиме што се ќе произлезе од тој долго најавуван и долго очекуван, како да го наречеме, марш, протест, собир, протест на собир. Што и да биде, се уште не знаеме, нели што ќе биде. Дали најголемиот аргумент против дестабилизацијата, кој што го сведува на моментот дестабилизацијата наречена желба, е моментот што ова веќе не е 2001-та, односно пред 23 години беше една ситуација, една Македонија, сега зборуваме за Македонија членка на НАТО, Македонија која што е многу порасната, да не речем, во однос на тие времења, со поинаква констелација и на безбедносните структури и на се што е во државата, сето тоа кое што не дозволува вакви желби на некого дека ќе прави нешто и се нема услови во превод за тоа. Дали така огромна е безбедносен експерт на ова? Да. Огромна е разликата доколку ние повлечеме сега една паралела како било пред 23 години и како е сега. Огромна е разликата. Значи, како прво огромна е разликата помеѓу менталитетот на луѓето, значи вие веќе многу тешко можете да убедите некого за идеали да земе пушка и да оди, нели, како што викате, тука сме ќе не видите чизмите од таван и така натаму, бидејќи во последниве 7-8 години подеднакво лошо се живееше во државата и за македонците, и за албанците, и за ромите, и за сите други етнички заедници. И токму тоа ние го видовме на избори. Значи, можеби ДУИ освои, партеници колку што освои, но сепак јасно беше изразено и незадоволството на албанците од владењето на ДУИ. Да не забравяме дека опозицијскиот блок освои многу гласови, дека не само албанците, туку и другите политички партии на другите заедници беа во коалиција или со едните или со другите. Знаете дека во коалицијата која што победи има голем број на политички партии во кои што се представени заедници, и турци, бошници, роми, и срби и така натаму. Значи ние веќе можеме да зборуваме за едно похомогенно општество во кое што нема толку голема поларизација. И тие наративи, борби за човекови права и сето друго кое што палеше од 2001 година, денес незамисливо, нели, да се зборува за такво нешто, бидејќи политичарите, генерално албанците се интегрирани тотално во нашето општество, и министри, директори, професори, доктори и така натаму. Од друга страна доаѓа ова што го кажуваш како аргумент, дека сега сме веќе членка на НАТО, дека безбедносните служби работат
следат што се случува во државата, нормално имате законски овластувања за тоа. Ние имавме, можеби малку потврдивме, да речеме, по прашањето на борците повратници, оние, нели, сепак ние сме по број на жител втора држава, по број на странски борци кои што отидоа во Ирак и во Сирија да се борат, потоа тие луѓе се вратија и можеби тука малку нашиот систем во тој еден сегмент да потврли, можеби од неподготвеност и од неверување дека имаме толку голем број на граѓани од Македонија, преку 150 лица е бројката кои што биле подготвени да заминат на боиште таму. Тоа е, да речеме, дека можеби беше така послаба страна, но кога зборуваме за внатрешната безбедност, мислам дека тука нема тотално простор за дебата, дали би можело да се очекува радикализирање на состојби кои што потоа би довело до вооружен конфликт и евентуално до 2001 нели нарекуваат војна, но да наречеме со вистинското име како што беше, до војна како што имавме 2001 година. Како гледаш од друга страна на она наливање, доливање на масло во огнето од страна на опозицијската СДС, која што исто така ќарува поени на сето ова, беше очевидно инволвирана во случувањата во галата со црквата Света Петка, она ширење на меѓуетнички тензии и сега навасувањето со законот за бранители на една партија која што дефинитивно и апсолутно не и стои, не и прилега патриотизмот, а сега прави нешто што го прави повторно не и прилега, изгледа како слон во пижами и тоа е факт, но го прават повторно предизвикувајќи етнички тензии и тоа што се случува. Како гледаш на нивното действување? Сепак зборуваме за македонска партија, не? Па добро, за нив можеме да кажеме дека на секогаш биле политички профитери. Секогаш барале ситуација која што ќе може да експлоатираат нели во сопствена цел и сега го гледам пак Твитерот, пак почнуваат профили, почнуваат твитови, досетки и така натаму. Значи тој мајндсет од шарена револуција се уште не е надминат, значи можеме да видиме дека е па да, се ирод по овој вако, по овој така, па еве сега со претседателката нели имаше неколку скечови и така натаму. Значи тие гледаат да профитираат од секоја ситуација. Така беше случајот со, ама тоа многу брзо се разоткри, веднаш се најде кој е човекот, како е човек. И не се остави простор за таа манипулација да помине. И реално сега тие веќе сега гледав една најнова анкета на Europe Elect беше објавена анкета, тие веќе се четврта политичка сила. Значи и Влен и Дуи се пред СДСМ по процентот на доверба по јавноста. И видите, тоа е сериозен удар. Тоа е многу сериозен удар, дури изравнете се со левица. Значи видите кога ќе погледнете тие бројки, тие сигурно ги знаат, нели анкетите се. Ние можеме пред камера да кажуваме оно што не одговараме, и тоа длабоко во себе кога ќе прочиташ анкетите, знаеш каква е состојбата и мораш да најдеш нешто да се актуализираш. Оние пресконференциите им ги слушам. Пресконференциите се многу празни, без содржина, значи се критикува само колку за да се критикува, не аргументирано, не објективно, со цел да се постигнат некои политички цели, да се нападне противникот. Так, кинески пари, многу прозирно. Значи за она што веќе ние како општество го преживеавме од 2015-2017 со тој сериозен напад на сите фронтови кон легално избраната власт, ова сега што гледаме од нив делува многу аматерски. Од една страна има пат на рейтингот на СДСМ, како што кажа и ти, но од друга страна пак тоа е интересно и малку и преседан. Владеачката коалиција и ВМРО имаат раст на рейтингот, што е малку чудно и многу ретко се случува насекаде во светот, не само во Македонија, откако ќе дојдете на власт после стодена. Речи си, нели, да имате подем на рейтингот, од друга страна опозицијата која што напротив, да, се случило тоа на изборите, после стодена од владењето на другата власт која што сепак имаше неколку нели скандали помали, поголеми, наместо да се подигне падна надолу. Како гледаш на овој феномен? Па добро, мораме да признаеме дека во нашето општество очекувањето од изборите беа многу големи. Да. Дури мислам дека и оние кои што предвидуваа победа на ВМРО-ДПМН не предвидуваа толку голема победа. Да. Тоа е еден фактор што се уште сега тој бранот на победата се уште е многу висок. Од друга страна градоначалниците на ВМРО-ДПМН кои што нели се многу голем број на општини градоначалници имаше своевидно кочење на нивната работа. Дали сега тоа преку одземање на овластувања, преку недавање на буџет. Сега конечно градоначалниците се ослободија од таа стега и во овие 190 или најновите мерки со кои што нели добија сите општини одреден буџет, гледам дека имаат ефект. И
Можеби тука се крие причината за Тоа овој е најблиску до пораст на народот, рейтинг. од друга страна. Бидејќи видите за 100 дена вие можете да имплементирате многу работи, меѓутоа сепак тоа прекраток период за вие да направите сериозни решенија, дали се тоа инфраструктурни, дали се тоа трансформатски, дали се тоа евроинтегративни, дали се безбедносни. Плюс имавме креирање на нови министерства, нови органи на државна управа, спојување на други. И сето тоа е процес кој што трае, сето тоа е процес со кој што вие треба да донесете нови функционери, тие да се запознаат со работата. Првото најважното е да видат до кај е работата, бидејќи пак ќе повторам, во разговори со многу луѓе, со многу луѓе кои што сега се моментално на функции, изразија длабока загриженост за идените на институциите, бидејќи таму владел тотален хаос, особено таму каде што институции биле раководени од ДУИ. И можеби затоа заради тие очекувања, заради таа голема победа, заради ослободувањето на градоначалниците од стегите кои што им ги ставаше централната власт, можеби не треба да изненадува тој раст. Се случуваа и работи кои што беа надвор од власта, но во судството, зборувам за Уставниот суд, зборувам за отворањето на законот за употреба на јазиците, популарно наречениот закон за двојазичност, кој што конечно дојде на дневен ред, тоа се претставки со години кои што стоеле буквално во фиоката на Кацарска, но дали можеби со промената на власта и онаа заробена држава која што дефинитивно бевме минатите 7 години, се отвори можеби малку и судството и почна да постапува како што треба, независно што ќе решат на крајот на краиштата, но доволно беше да се тргне од нешто и да се отвори ова прашање кое што било чувано во фиока. Во однос на правосудството, многу се мали бројките со кои што оперираме. Значи, ние не може магично 2% долари во правосудните органи, магично да направите магичен скок, не знам, на двоциферно или не знам колку високо подобрување да видите. Може би своевидно охрабрување во подобрување на нивниот рейтинг беше ова што конечно се зафатија за борба да ги почнат со прочитување на сопствените редови. Нели имавме ситуација обвинители суди кои што беа имплицирани во одредени постапки со кои што можеби започнува таа ера дека на недопирливи, дека нема веќе недопирливи, дека секој ќе одговара за она што го сторил. Од друга страна да не забораваме како судскиот систем беше злоупотребен во 2017 година, кога тогашниот премиер одеше и по митинзи јавно говореше дека поднесени се 800-900 илјади кривични пријави против бивши функционери на ВМРО ДПМН. Значи, самата таа промена ни покажува дека работите би требало да одат на подобро. Нели сега сепак судската власт е независна, еден од столбовите на државата, доколку може да се зборува за некое реформирање, тоа реформирање мора да дојде како проект одвнатре. Видовме дека има сериозни прашања и дилеми околу Академијата за суди и јавни обвинители, што е сериозно прашање, бидејќи сега вие очекувате луѓе да донесат реформи, а истите тие луѓе произлегуваат од таа, ајде да наречеме, или да речеме веќе словно компрометирана институција, нели видовме со прашањата со Рашковски и со компанија како целиот процес таму се одвил. Така да ни предстои сериозна борба. Гледам дека има напор од меѓународната заедница да се припомогне во тие реформи, и тие реформи траат, јас откако знам за себе, ние реформираме нешто во правосудниот систем. Дали сега конечно ќе вродат со плод, ајде останува да видиме и да се надеваме дека ќе биде на добро. Почетокот е добар, ветувачки, впрочем не може да биде полошо од 2%. Така да можеме да одиме само нагоре. Не може да биде полошо. Да. Се отвори едно друго прашање кое што беше исто така јавна тајна. Сите знаевме дека се злоупотребува на големо балансерот како алатка, најзлоупотребуваната алатка во историјата на државава, но се отвори. Можеби втората. Так? Првата се системите за преслушување, пошто имаме имаме на секој неколку години имаме. Големото уво, бомбите. Так. Балансерот мислам дека е укинат, така? Укинат е, имаше одредени реакции за тоа. Меѓутоа се сеќавате дека и по портали се смеевме дека македонци се пишувани како албанци се пишувани како македонци и обратно. Со цел таа некоја фамозна бројка да се постигне, се достигне, не знам, баш да се избалансира, нели? Но очигледно скалата на која што вагата на која што балансирале одела сериозно во корист на една етничка заедница, се вработувало апсолутно немериторно, значи не се вработувале кадри. Јас немам против да се вработат албанци или срби или било кој или македонци, ама нели мора да има критериуми при тоа вработување. Ако еден од условите познавање на англиски јазик, не знам, на ниво на C1, ако ти го познаваш на A1, не може да без разлика дали имате вие еден балансер или 10 балансери. И можеби тоа доведе до овој што го нарекуваме хаос по институции. Не знам, добар чекор, според мене е многу практичен чекор што се укина тој балансер.
И за таа реформа на јавна администрација веќе се зборува не знам колку време. Нели сега ајде, имаше агенција, па министерство, па сега пак некои реформи. Факт е дека администрацијата мора да се реформира. Факт е дека сега кога гледаме по број на популација по глава на жител имаме преобемна администрација. Факт е дека целата администрација го оптеретува приватниот сектор. Јас не сум експерт за јавна администрација, меѓутоа некои работи се видливи. Так. Некои работи се видливи. Од авион буквално. Тие години и години кои што поминале наназад, знаеме кој беше прво ветување при избори, ќе вработимо државно. Так. Тоа беше првото ветување. И сето тоа, нели со тек на време, остава одреден данок по институциите и нормално по буџетот и сега кога гледаме и по целото општество. Во меѓувреме се случи уште еден настан кој што се вика одвојување на Македонија од Албанија на патот кон Европската унија. Плачевме, да не речам, и кука експертите кога се случи тоа спојување, дека тотално е нелогично, нереално, дека треба да биде според индивидуалните карактеристики, постигања, копенхагенски критериуми и така натаму. Тогаш бевме многу понапред од Албанија, буквално кажано бевме запад за Албанија, иако бевме на исток и сме и денеска, иако во еден учебник не пишуваше баш така како ти текнува, но еве и тоа се случи дури со ова, вас ги промашија страните на светот. Но во меѓувреме, не само што ги промашија страните на светот, промашија и многу работи, па останавме ние зад Албанија во овој случај гледано. Така што како гледаш на ова одвојување на Македонија од страна на Европската унија, ова е буквално бламажа и за Европската унија и за сите останати после толку години. Украина доби датум за преговори, ние неаме, иако со Заев го добивме на 26 јуни 2018-та, кога слета, ако ти текнува со Димитров и со Ангјушев и Бујар Османи со палчињата, нели? Дека ќе го донесат датумот. И го донесоа тогаш, така тврдеа, нели? Но еве после толку години го немаме тој датум, не одвојуваат сега дури од Албанија, како гледаш на тој момент? Па не представува изненадување, бидејќи нели ова беше најавен епилог уште пред неколку години, дека и самиот Еди Рама во неколку наврати во негови јавни настапи го кажа дека ќе бараат, нели, ќе бараат одделување. Одделувањето беше едно од, нели, постоечките веројатности кои што би можеле да се случат доколку ние не ги забрзаме нашите процеси. Но како дојде до одвојување, сега мораме да се вратиме ретроактивно, нели, не дошло до одвојување затоа што ВМРО е на власт, дошло до одвојување затоа што ние сме седеле на маса и сме играле карти, меѓутоа сме изгубиле таа партија катастрофално. Зошто сме изгубиле? Затоа што сме играле со слаби играчи. И Бугарија и дипломатски и на секаков друг начин во тоа надмудрување. Ајде нека биде надмудрување во тие преговори, како да ги кажеме, нели, преговорите сепак се нека одредена форма на надмудрување каде што помудриот и поподготвениот на крај секогаш победува. Го дадоа џокерот со францускиот предлог. Потпишувањето лично. Ама видете, уште оној договор за добрососедство кој се потпише беше јасно на крајот и патот. Сега вие имате секој поискусен дипломат, и јас верувам дека во тоа време некој му кажувал кој би било можно сценарио. Меѓутоа тоа сценарио во тој момент не им одговараше. Ти идеја по секоја цена да го затворат прашањето со Бугарија, дури се на власт, за да го добијат датумот. И врз основа на тој дипломатски успех да ги истерат изборите, нели, таа беше очекуваната динамика на состојбите. Сега бугарите кои настапија со максималистички барања, тие никој не им рече не. Во тие преговори никој не рече не од наша страна. Ние отидовме без црвени линии. Кога одиш без црвени линии, нормално да си отидеш дома поразен. И бугарите исто така и не застанаа тука. Дипломатски одиграа во Брисел, во Вашингтон, секаде каде што требаше да одиграат. Знаеме дека тие се членка на него веќе 15 години, дека имаат изградено инфраструктура таму и контакти и така натаму. Бугарските служби работат деноноќно на тоа прашање. И нормално дека наша голем број на сојузници таму каде што требало. Во Брисел, во Вашингтон, во Берлин, каде и да требало. И ние скочивме губитници во таа битка и што можеби највеќе во еден момент ме плашеше каде е крајот на тој пораз, пошто не се гледаше крајот, пошто овие беа подготвени да потпишат се. Уште и други работи, да. Значи добро е што дојдат тие избори. Ова е најдобро што може, имаше добро е што дојдат тие избори, добро е што е таа техничка влада, добро е што на локалните избори завршија така како што завршија, па мораше малку да притиснат на кочница да видат дека политиките не им поминуваат кај граѓаните, иначе можеше да заврши уште покатастрофално. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за она што се случува во светот. Александар Нацав е одличен познавач на геополитичките случувања, како безбедносен експерт, помногу ги следи овие работи. Ќе зборуваме за она што се случува во Израел, за она што се случува во Украина. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас.
Се враќаме во за или против, мој гостин е безбедносниот експерт Александар Нацев. Професоре, во моментот целиот свет е насочен кон она што се случува на Блискиот Исток. Буквално кажано, Украина, иако и таму има многу случувања, еве денеска читав, се губи градови Украина, но тоа паѓа во буквално во заден план, во сенка оди, се е насочено кон она што се случува меѓу Израел, Иран, Израел, Либан, еве и последно беше и Јемен. Изненадувачки тајминг. Случувањата не се изненадувачки, бидејќи со години наназад нели се врие таму. Се врие таму и се Израел имаше некои сериозни закани дека нели мора да дојде крајот не само на Хамас и на Хезболах и не е тоа јавна тајна е дека големи единици на Хезболах се стационирани токму во Либан и се под контрола на иранската револуционерна гарда. Уште нешто јас што мислам што можеби најмногу додаде на масло на огнот е ликвидацијата на неколку високи носители на функции и на Хамас и на Хезболах, кои што беа буквално убиени на улица. Сега, нели, официјалната приказна страна на Иран и јавно објавена на Твитер го читав постот дека се асасинати, нели, дека се атентати на ирански државјани, што во суштина, ако нели ја погледнеме и суштината на тоа убиство и е одреден вид на атентат. И сето тоа нагомилување на одредени случувања можеби доведе до ова што го видовме последниве денови. Израел сериозно се пресметува со сите ирански фракции кои што нели действуваат надвор од Иран, ги спомне Јемен. Таму знаеме дека Иран отворено ги поддржува хутите. Рекетирани се неколку пристаништа во Јемен кои што им се од големо логистичко значење баш на борците кои што доаѓаат од хути милицијата, бидејќи таму им се доставува и храна и муниција, воедно и се места за извоз на нафтата, со кои што нели потоа се финансираат. Влегувањето во Либан можеби за мене најмало изненадување, бидејќи секогаш нели границата помеѓу Израел и Либан била проблематична и порозна. Едно заради бегалските кампови кои што се големиот број на бегалски кампови, бегалци палестинци кои што се на територија на Либан, но и самото присуство на Хезболах кое што е сериозна фракција во политичката игра нели во Либан. И се позасилената реторика и меѓусебно обвинување помеѓу Иран и Израел веќе мораше да ескалира. И тоа не е изненадување. Знаете, тоа е можеби Израел го чекаше еден добар тајминг каде Нетањаху гледаме дека полека успева да се справи со домашните критичари, нели веќе успеа да ја задржи главата над вода да не потоне. Се случува во еден тајминг кога можеби големи политички поместувања се очекуваат во САД, можеби не се толку сигурни дека би ја добили истата поддршка доколку Трамп стане председател. Истото го спомневи и за Украина, да се надоврзаме и таму. Дел од проблемот е исчекувањето што се случи во САД, бидејќи еден од поголемите наративи кои се користи во кампањата на двајцата кандидати за председател, на седечкиот председател и на Трамп е Украина. Видовме дека Зеленски не помина баш славно на последните состаноци. И тоа исчекување, можеби тоа гледање кон САД што би се случило, како би се случило, можеби затоа доведе до оваа динамика на настани, да во многу краток период се случуваат настани на многу различни места, но со иста цел, да се побрза да се завршат операциите пред да се случи промената. Ставот на Бајден од друга страна беше прилично јасен и поддржувачки на страна на Израел и на Украина, кога веќе зборуваме на таа тема. Се очекува, мислам дека околу 12 октомври ќе има уште еден јавен настап на кој што треба повторно да критикува. И во очекување сме да не забораваме дека и имаме нов генерален секретар на НАТО, поранешниот холандски премиер Руте. Очекуваме да видиме и негов став, негово изјаснување во однос на што се случува, бидејќи сите тие делови од светот се од интерес за НАТО. Можеби Украина во моментов е многу поголем интерес за НАТО отколку она што се случува во Израел, бидејќи на последниот состанок, на последниот самит беше јасно нагласена и недвосмислена поддршката кон Украина. Но можеби најмногу од се она што ме зачуди во последните денови е цврстиот став на Турција околу случувањата во Израел. Значи, ние имавме еден силен говор на турскиот председател, кој што кажа, дури и повика да се размисли за интервенција на територија на Израел, значи мировна операција насочена против Израел, за заштита на палестинското население, и ги даде за пример случувањето во Нагорно Карабах, нели имавме една таква акција.
и на неколку други места, каде што тој ги посочи како можевме да интервенираме таму, на тие страдања, зашто не интервенираме овде. Потоа следеше реакцијата прилично остра од израелскиот министер за надворешни работи, кој што му се закани на Ердоган, може би малку суптилно, но сепак може да се протолкува како закана. Сепак зборуваме за Турција, една од Зборуваме за најголемите Турција, светски една после војници. САД најголемиот контрибутор и со сили, и со територија, и со оружје, и со војска, и со население, после САД во НАТО. Знаеме дека Турција и САД секогаш имале добри односи, знаеме моќта на Турција, особено регионално, во тој регион. И за мене е многу интересен тој развој на настани, да видиме каков ќе биде сега тој диалог помеѓу Турција од една страна и Израел од друга страна. Бидејќи ставот на САД е јасен, нели? Да. Тој став е јасен, нема што да бараме тука објаснување до објаснување. Европските држави некако Каде се европските држави? Јас мислам дека ајде сега беа овие новата комисија, назначувањето, па кој да видовме нели со новата комисија кој на која страна оди како оди политика, видовме имиња на комесари кои што не изненадија, нели некои имиња се изненадувања, видовме големи. Сходно и време да не двојат нас од Албанија, ама нешто ги нема за Израел да кажат. Видовме големи критики на сметка на Урсула фон дер Лајен. И таму има одредено согласување, но консензусот мислам во Европа е дека да се почека што ќе каже САД. Па потоа бидејќи видите ако САД воено и политички престане да ја поддржува Украина, нема сигурно да престане, нели, тотално да со поддршката, ми тоа докога намали поддршката, сметете дека тој товар ќе мора да падне на некој друг. Тој товар би паднал на европските сојузници кои што нели полни устата Украина. Да, па јас мислам дека не можат. Не можат, дека тој товар бил премногу голем за нив, а треба да размислат европските лидери. Јас сега пред 2-3 недели бев во Брисел, каде што имаше сериозни протести за поддршка на Палестина. Значи не треба да им биде во фокусот само Украина, каде што нели сепак е поддршката таму е недвосмислена спрема Украина, но прашањето помеѓу Израел и Палестина гледаме дека бранува јавност скоро во сите главни градови на голем број од европски држави, кои што најголемиот дел нив се членки и на Европската унија и на НАТО. Значи треба сериозно да седнат и да подразмислат како да ги постават своите визии, своите размислувања, својата помош кон двете прашања. Очекуваш на тамошна ескалација и во која насока дефинитивно ќе има на Блискиот исток кој што е сега најгорлива тема? Па ова беше тестирање на водите со првите ракетни напади. Факт е дека видовме имаше нели видео дека голем број од оној одбранбен систем кој што ги имаат израелците така наречен железна купола, голем број беа пресретнати од изстрелите од Иран. Видовме дека имаше американски воени бродови кои што истрелаа проектили исто така кои што беа насочени кон уништување на ракетите истрелани од Иран. Мислам дека некаде во јужниот дел, југоисточниот дел некаде беа погодени цели. Може би ова беше само едно тестирање да се види колку ќе биде силен одговорот, колку ќе биде силна поддршката. Значи, ајде да не речеме туку, ајде да речеме дека беше пробно ракетирање за да се види како и колку поддршка Израел би добил од надвор. За да продолжи, нели, израелците веќе кажа дека ова нема дека нема да остане неодговорено, дека ќе продолжи отигностите. Од друга страна, Иран истото го изјави дека доколку ционистичкиот, како они ги нарекуваат таму, помеѓу нив како се пресуствува, доколку не престанат со нападите кон Хезболах и кон нивните сојузници во Јемен, дека повторно ќе гранатираат и дека ќе има многу посериозни последици. Тоа се јавните нели препукувања. Останува да видиме што тоа ќе се реализира и до која мера. Многу е важно до која мера. Дали може да прерасне во вооружен конфликт, нели? Мислиш дека може во конкретен директен суdir да прерасне? Па добро, Иран и Израел нели има многу тампон зона помеѓу нив. Меѓутоа Иран поддршката која што дава за Хезболах е недвосмислена. Може би се засилиле активностите помеѓу Израел и Либан или тука во тој дел, за да се оневозможи иранско влијание толку блиску до границите на Израел. Тоа може да се очекува, Ти благодарам што беше мој гост. Се надевам, беше интересно и за вас и за гледачите. Не се сомневам. Ти благодарам уште еднаш. Ми беше чест. Благодарам за поканата. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.